Momci, kako ste? 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 Соблечи се са. Имам трема, чекай. Не бе, се шалам, може да почнем. Штом Владко рече дека може да почнеме, значи и официјално може да почнеме. Добре дојавте во новогодишната епизода на Скратен корнер, овој пат од различна локација, како што гледате, не сме повеќе во Рустикана, таму покрај каминот, малку топло ни стана. Прошетавме до Штип. Почна топло да лади. Почна топло да лади. Прошетавме до Штип и до нашиот пријател Superior Dispatch Service, кој што се согласи да ни ја отстапи оваа прекрасна просторија за снимањето на новогодишната епизода. Прв пат сме сите четворица на панел и прв пат ја имам честа да го поставам прашањето: момци, како сте како групен чет? Пукајте. Јове, почнуваме од тебе, пошто ретко си на панелот. Па да, многу е убаво дека во Штип е одлично. Фала што ме примивте конечно со вас тројца на панел да бидеме вака Мораше пет луѓе. поголема канцеларија да не собере сите вака. Не ме собираше таму кај од каминот. Така да, убаво, одлично, се тера, чекаме значи нова година, ќе биде весело и тоа е тоа. Јуху! 31 е датумот кога ќе излезе оваа епизода. Значи, гледаме Скратен корнер директно на прослава, како се сеќате вака пред новогодишна? Јас се осеќам малце изиграно, ми рековте новогодишна емисија, тој джемпер новогодишен, ту дрес тука и мајички. А зашто сакаш да ни извреѓаш нешто полоши се Не, наше? не. Аха. Као немено со Ран Рейнолдс, така се осеќам на таму. Агли сведа. Никој не му кажа дека нема да носиме. Види. Иначе, освен тоа, супер се. Супер си е. Тале, се сложуваш со Владко. Да, Сесија супер. Да, посебно ми е драго што истеравме една полусезона со оглед на тоа како се на брзина се случи, се одлучивме да почнеме вторава сезона и кога ќе видам до каде стасавме сега, ми е многу драго и посебно што сме тука во Штип, иако сум во лешена зградата па Срамилиите, не е тука Рустикана, поради тоа што имаат предновогодишни журки, нема простор каде се сместиме, но сме во градот на питите и после снимање може да се отидеме си каснеја по една пита, две за јове секако, така да супер. И една треба дома да однесам 3. 3 значи по пат поваќе отиде. За секој случај. Мојата ќе му дадеме, не да така. Еклери да земеме, нели имаш Не еклери? се нема. Да, и тоа за мачињето не сакате клучи. Тргнавме со муавето за храна. Гледам дека ќе огладниме до втор сегмент. Сечи одиме да јадеме. Тоа што, нели, оваа новогодишна епизода ја прави посебна е тоа што на некој начин можеме да си ја кажеме како некоја славеничка. Јас би рекол дека ја прославуваме оваа 2021 како прилично успешна година за нас. Можеби не во аспект од аспект на фудбалот, мислам погледни какви клубови имаме собрано тука и какви имаме одбрано. Не гледајте од нас, не слушајте од нас, едноставно сме лош пример, меѓутоа за Скратен корнер беше прилично добра година. Она што го правиме ние, нели, последниот како му доаѓа година и 3-4-5 месеци колку и да му доаѓаат веќе. Еве да потсетиме уште еднаш кои сме и што сме и зошто го правиме. Ние сме Скратен корнер емисија или подкаст како што почнавме за фудбал, прв во Македонија. Ова не е втора сезона, почнавме лани јас и Јове во септември, октомври некаде за Лига на шампиони кога. Така, се ресторанот врача- работнички да. неколку први премиерни епизоди. Така, ќе го изоставиме фактот дека немам за Вердер, да збориме за фудбал повеќе треба. Вердер и фудбал немаат ништо заедничко. Мислам дека ова конкретно на првата сезона се приклучи и Тале, одличен трансфер, не појача. Така. И вторава сезона сме многу подобри, побројни, поинтересни и за гледачите кои што гледаме и по фидбекот на социјални мрежи и се. Хама ти како понов впечатоците до сега како дружба со Скратен корнер. На почетоците јас ве гледав кога почнато со снимање. И потоа, нели, малце се подизгубивте поради целата ситуација што беше со короната и така натаму. И
Тоа што веќе знаете, јас се приклучив нели малце полосно кога станав месеци цимери, гледав да снимавте тие влаче и овој тој период не беше присутен, пред тоа што даваш отказ на работа. И од скратен корнер. Да, и од скратен Привремено. гледал се му досади. Секако гледавме фудбал заедно, дискутиравме едно друго и се понудив чисто за да ви додам динамика во целиот подкаст и излезе дека тоа се е окей. Одлично пројдовме и се до тоа ми се допадна толку многу што ете лето, нели, започнавме иницијатива да го направиме тоа на малце по-професионално ниво, кое што ќе направи нас задоволство ќе ги причини, а воедно ќе причини поголемо задоволство на нашата публика, на луѓето кои што не гледаат, за да тоа да биде спакувано многу по-окей, нели, по тоа отколку позадината што гледаше на видео кога што го правевме. Владко Вердер имаше ставено Вердер, ти не знам што имаше ставено. Кујната во станот, да. Ставено плажа од Преспа тамо нешто. Со тоа Вајб, ужасно тоа беше тотален вајб. Луѓето кога не гледаат тогаш, Фала што издржавте, ако ништо друго се мислам. надам се сплатеше. Јове, поинтересно е на панелот или поинтересно е кога прашуваш Тале фудбал? колку и да се обидуваш нема да ме избркаш никогаш од тоа. Џабе ти е. Сега ти е добро. Да, џабе ме кратите со сегменти од по 3 минути, од по 2 минути, од по 5 минути. Уште ќе прашувам фудбал и во наредната година. Ќе се убачувам од време на време у овакво панелот кога ќе им треба некое знаење. И како се вика, јас сакам да им кажам на луѓето што ќе гледаат ова емисија, да што повеќе да ни пишуваат, мене лично на скратен корнер, да доаѓаат да ни гостуваат, мене да ми гостуваат во емисијата, да направиме што поинтересна и поише да се зезаме дупло повеќе во 2022, така да тоа е тоа од мене што имам да кажам. Па супер сме. Мислам дека многу им ветивме до сега, ама мислам дека 2022 ќе биде уште поуспешна по воглав, но тоа е, јас сакав да кажам за 2022 повеќе. Она што останува зад нас се доста успешни епизоди што успеавме да ги isproducираме од 2021, прилично интересна фудбалска година пред се. Со оглед дека тоа ни е темата на ова шоу, мислам дека поминавме, нели, доста добри, обсежни 365 дена кои што покажаа дека можеме нешто плюс да направиме од скратен корнер. 2022 очекуваме да биде Дали уште имате подобро. чувство, извини што те прекинувам, на Манчестер Сити дека им фали шпиц? Имам. Не баш. Ајде. Си извинувам. Можам пак јас кажа. ако веќе Да. во опрема сум. Некако им фали шпиц некако. Немаат шпиц у стартна. Не знаат овако. вода да. Како некако. Момци, ќе направиме мала пауза тука. Одиме со следен муабет. Малку повеќе сакам да ве прашам околу тоа што се случи на фудбалски план. Така што се враќаме за кратко. Доста си се расприкажавте, мислам дека време е да се вратиме малку на оригиналната тема од овој подкаст, тоа е фудбалот. Сега сакам да го знам, вака на последниот ден од оваа година, 2021, кажете ми, кој беше вашиот момент на годината 2021 во фудбалски аспект, од фудбалски аспект односно? Мене беше моментот на освојувањето на Копа Америка на Меси. При тоа што долго време сакаше да освои нешто со аргентинската репрезентација. Да, и дефинитивно моментот кога беше објавено дека Меси нема да подпише со Барселона, да ги оди во друг клуб. Тоа беше пошто сите не сигурни дека ќе подпише тоа ќе продолжи. Едно позитивно, Беше едно негативно стварно момент. преседан онака. Беше Да, требаше време додека прифатам дека ќе се случи тоа. Мислам не само мене, на многу луѓе беше тоа. до последен момент се надевавме дека ќе остане, бидејќи нели Меси и Барселона секад биле како синоними и тоа е тоа. Да, Не да, знам да. како се случи, ја до ден денес ми е нејасно како завршило. Па нели Посаждаме школата ги тоа. Месија им се вика тоа како. Ламаси. Тоа по него Тоа е. се случи Барселона да стане Меси да стане поголем од клубот, тоа не требаше да се случи. Добро е таа. Има нова авантура, ќе видиме што ќе биде 2022 треба да ја обои таа ПСЖ авантура. Јо е момент на 2021. На фудбалски план момент. Да. Ау, кај ме најде бе? Не знам јас. Не пратам Мора фудбал. фудбал за тоа Многу некој не гледам. Последно што памтам е 6-3 сега со Сити. Добра европската, нормално се влегавме на европската, беше онака кул, што игравме таму. Друго не би можел да издвојам. Едноставно нашиот историски успех на тоа европско првата утакмица која се играше
И од овој момент кога гледам и разочарувањата и онака и желбите и сето тоа, мислам дека беше сакам пак да се деси и тоа е тоа што ви лисо. Ау да. Европското го пратевме, мислам дека онака добро го фативме на скратен корнер, меѓутоа си отидовме без бодови. Влегува ли тоа во твоите моменти на годината? Во моменти на годината, како што кажа Тале, најдобри моменти се трите гола на Пандев, еден против Германија, со кој стана најстар стрелец во историјата кој дал гол на Германија, и станали ја победивме после 20 и колку години. Вториот во Табилиси на Джарабет Арена, па не квалификуваше на Еврото, и третиот, нели, односно првиот историски за Македонија на некој големи надпреварување против Австрија во Романија. Дефинитивно. Тоа позитивно, негативно мора да извам распадот на екипата, што на Вердер као испадна во втора лига, во последните 10 кола има еден бод само као. Тоа беше смешно, срамно. Мора тоа да биде. Така. Очигледно прво село нема да важи за нив, они ќе дојдат како паланка таму. Така ќе се снајдат за некоја година, ќе влезат пак во втора, откако ги испаднал. Ќе се вратат, се разбравме. Јас би рекол, мојот момент на годината дефинитивно она што Владко го спомна како последно првиот гол на Македонија на европските првенства, Пандев против Австрија. Пред да почне европското првенство го правевме мојот со Владко во една епизода во која што нели спомнав дека не ми е важно како ќе завршиме бодовно на ова европско првенство, важно ми е да дадеме голови и тие голови да бидат дадени во некој момент што стварно значи. Голот со Австрија беше во момент кога бевме во игра. И за момент почувствувавме дека ова е шанса да земеме бодови на европско првенство. Мислам во моментот кога го даде, неколку салта направив низ дневната, ќе се правите дека ми верувате за ова. Да, таму гледам нешто будното, некој сакси. Завршетокот на европското првенство за нас можеби беше разочарувачки, бидејќи се вративме дома, мислам се вратија момците дома без бодови, ама како прво учество не можам да кажам дека се посрамотија. Ајде сега фудбалските моменти ги поминавме. Момент на годината за скратен корнер. Што го избркавме лемурот од Манчестер. Као голем успех дека го предвидовме дека дечкото треба да си оди. Откако е дојден Оле Гунар Солскјер на чело на Манчестер Юнајтед, Манчестер Юнајтед стана најбокс офис тимот во Премиер лига. Преби пропуштил утакмица на Сити, преби пропуштил утакмица на Арсенал, на Челси, на Ливерпул, ама нема да пропуштам на Юнајтед поради тоа што знам дека ќе заврши нешто како 4-3, како 5-3, како 5-1. Добре што си отиде и тоа би го кажал како наш најголем успех и форкастинг дека не е за Юнајтед. Сигурно дечки веќе најдат и други успеси што сме ги имале, валјда. Да, имаме добро искуство со оправање тимови и во прва сезона и во втора сезона успеавме да оправиме по еден тим. Се надевам дека отпуштањето на Оле ќе им донесе некоја титула на Юнајтед, за стварно и ова да му ставиме еден успешен печат како со Интер лани. Владко? Омилен момент морам да го кажам, Юнајтед Ливерпул бранењето на домашен терен, дури 3 минути го одбранија теренот. Мислам дека Юнајтед сериозно ќе му покаже на Ливерпул како се брани домашен терен. Мислам дека за живот ќе ме се за тоа и 4-0 полувреме, така. Да. И трета минута више. Много беше сигурно. Ама добро испадна. На Твитер ме ставија кој имаше 3-4 прегледи, тоа се сите луѓе као мора да е момент на годината тоа. Мојот момент на годината би кажал дека е или првата епизода од втора сезона или моментот кога Хамбани се приклучи за прв пат. 2021 ја почнавме некако поамбициозно отколку 2020. Склопивме екипа, ја проширивме малку екипата и во моментот кога ја извадивме првата епизода од втора сезона, некако мене тоа ми додаде мотивација дополнителна да направиме што е можно подобар производ. Свесни сме дека во првите неколку епизоди нели имавме некои технички проблеми, звуци и сето тоа, меѓутоа со напорна работа и со нели златниве момци што се тука околу мене и со оние позади камерата, секако шаутаут до па е и ова, да го спомнам. Господ е голем Бог. И да, воглавно мислам дека
тоа ми беа двата моменти што ми ја опишаа оваа 2021 од аспект на скратен корнер. Што ќе ја памтиме година, момци? Јас да се надоврзам на се тоа што кажа. Годинава ќе ја памтам по тоа што го памтам првиот момент кога се приклучив на панелот, имав малце трема и стварно не знам како се тоа ќе изгледа. Но одлично поминавме и вториот момент кој што ќе го памтам е фидбекот од нашиот спонзор на првиот дел од оваа втора сезона, од Спортлайф, кога рекоа дека ќе финансираат проектот, бидејќи за огромна благодарност до компаниите кои што ме спонзорираат, бидејќи го направија тоа базирано на една наша визија, бидејќи немавме реално некој продукт кој што ќе го прикажеме и беше ни блиску до тоа што сакавме да го направиме сега. И останаа со нас, не поддржува и успеавме да еволуираме. Стасавме до момент кај што имаме епизоди кои што ни се допаѓаат пред се нас. Така. Бошо не можеме да правиме продукт и да веруваме дека ќе им се допаѓа на публиката ако нас прво не се допаѓа. И тоа ми е најбитно, значи голема благодарност и до Спортлайф, и до Супериот Дискер сервис, до Рустикана, кој што онака знаеше станат буквално во 10 дена се случи на брзина и прифатија да соработуваме и дечките кои што работат во позадина исто. Нашиот админ, кој што ќе го откриеме подоцна во епизодата, Бобо кој што работи дизајн, Гоце кој што ни го направи брендбукот за се што гледате од графика во скратен корнер, Лазе кој што на почетокот не направи шпицата и ни помагаше во делот на снимање и на монтирање. Сега дечкото што е позади камерата, нормално Антонио кој што не снима и не монтира епизоди, што се супер кул. По тоа да не заборам некој Дарјан и екипата од Види Вака кој што ни поземуваат опрема секако за да можеме се тоа да го реализираме. Даре, братот, кој што ни помогна со аудиото, ни помогна да одбереме вака одлична опрема која што сега ќе не служи и понатаму. И се надевам дека не заборавив некој, пошто сте стварно многу луѓе и целта ми е тоа да знаат и сите дека не сме само ние, тие кои што придонесуваат за сето ова, туку има еден куп луѓе во позадина кои што стојат и придонесуваат на различен начин за да успееме да го направиме ова што го правиме сега моментално. Така, шараут за сите што ги спомнав овде и искрено благодариме за поддршката што ни давате и за вербата што имате во нас. Бидејќи тоа е она што не храни, ни дава уште толку полет да продолжиме понатаму сега кој во вториот дел од сезонава и да направиме уште поквалитетни емисии во кои што вие ќе уживате. Ме расплака. Емотивно беше, признај. Прашањето кој нели пошто ќе памтиме 2021, тоа дефинитивно ќе биде по дружбите и пред камери и позади камери. Апсолутно. Мислам дека најдобро нешто хайлайт за годинава. Со станоците. Со станоците, снимањата исто као тимбилдинг. Многу, значи година ми беше највеќе што сум читал, ама ниеден град не би го менјал за една вечер дружба со вас. Со такви смења, мислам дека не постојат други луѓе што би го правил ова што би снимал со нив и што би се дружил. Искрено. Абе доста те се Пресреќен сум. Тоа е тоа. Стварно кога се шалам. Не збори за тебе. Ностов се шалам, нели, малце претирам со шегите, ама префаќаат дечки, посебно Јове и Тале за Барселона што го закачам. Стварно, дефинитивно тоа ми е хайлайт на годината и верувам дека ќе продолжи уште многу години. Така е. Значи, ако сумираме, пошто ќе памтиме 2021 по тоа што се запознавме со еден куп многу кул, многу паметни, многу способни луѓе и кои што ни помагаат да го одржиме овој концепт и тоа што успеавме да си направиме една заедница во која што уживаме во работата. Не е едноставно секогаш, ама реално кога сме вака, луѓе што уживаме правејќи го ова е многу полесно. Имаме прашања од следачи и од гледачи. Она што е, нели, важно, фидбекот. Кои што сакаат да знаат некои работи за нас, некои се поврзани со фудбал, некои воопшто не се поврзани со фудбал, ама мене па тоа баш ми беше интересно, дека не мора само за фудбал да збориме. Првото прашање е од Чичкалец, односно Гоце, човекот кој што го дизајнираше нашиот брендбук. Како сте? Све ли окей? Да не мислам многу?
Чувајте здравје, дечки, љуби брат. Тоа е тоа, да. Супер сме, Гоце. Фала што прашуваш, ама ти си секогаш посупер од нас. Ќе се видиме утре. Нема да се видиме Нема утре, да се видиме утре, ама ќе се видиме... Малце трудене, за 6 месеци. Второто прашање е од Астрид, односно Богоројца. Дали кажувате молитва пред да игра вашиот омилен тим? Јас ќе го одговорам ова, секогаш. И во глава си ја повторувам во случај да губи. А често губим. Прв. И... Која е молитва? Не ја кажувам, пошто ќе знаете што е тајната на успехот од минатата сезона. Ќе ви ја запишам, не смеам на глас да ја кажувам. Јас еврејски молитви нека ти. А ти си за Тоттенхем, да. Следното прашање, Мила Шила, кој ги води профилите на социјалните мрежи? Ја мислам дека се уште не треба да откриваме кој го работи тоа. Нека остане мала Не е тајна. никој од нас Не. четворица. Не е никој од нас четворица, Да, не само е таму никој може да кажеме. само ќе знаат дека шо. Мислам дека е фино да им откриеме, бидејќи ултра квалитетен админ сме си нашле. Кико е наш админ веќе некој како му доаѓа 2 плюс месеци. Пошто сметаме дека прави безпрекорна работа, за следете го таму, ќе ви ги оставиме во description неговите. Преговараме на long term са. Следно прашање, Crazy Cat Lady, односно невротична, во колку саат сте родени дечки? Натална карта ќе ни вадат. Ја прашав мајка, рече сина, баталја не е таа за тебе. Кога почнуваат енглезите учите. Таман на време, да. Тоа е тоа. Сталкерка, може ли ја да рече да плата? Владко? Потруди се малце повеќе од дома. Фер. Може се што сакаш, за тебе се може. Друже, дали Владко Вердер ќе се врати на Твитер? Стварно ме чуе. Што ти стана? Ништо не ми стана, мислам дека има премногу политика, премногу глупости, многу ми влијае на приватен живот и на начин на размислување, премногу информација добивам. Ама и ти си и платиш не знам политика, дали- затоа ти е така. Не, никако. Ај си го заборев пасвордот. Абе ги другото, да, како беше пасвордот, да. Он вело Ќе се Не може да ни вратам, кавар да. Ќе се вратам, а пак ќе деактивираме цело време така. Нели ме научивте 6-7 години го правам исто така. Тоа е епизодично Собирам пари за награда кај Јове. Да, Ќе исплатат дека не е на спонзорите Твитер се. работа. Да. Дупло работа се да собере за награда. Аркан Джуниор, нашиот гостин од претходната емисија пред неколку епизоди. Кога Јове ќе се откаже од Тоттенхем? Па една се откажав од на Facebook си јам откажав уште на Twitter останува. Ама валјда никад се више више сите драми помина. Веќе влезе. Од Тоттенхем сега треба. Еве, пак ќе освојат било каков трофеј. Било каков трофеј. Значи нема да се откаже. Добро, окей. Следеќи. Дарувај крв, дали се крводарители? Да. 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 Јас имам 2 пати дарувано ако се важи тоа. Јас имам некои десетина. Не, 2 пати, сигурно 10 пати сум. Така. Од работа никога бев пред да видам Слободни невработен денови да дава сакам, слободни денови, да, И слегнав. користам. Сега На- на на по 4 невработен не ми дена. текнало, али треба да ги посетам дечките, да, убаво што се овако, нека ме пингаат, кога да одам, ќе одам. Супер. Фала за иницијативата. Следно прашање, Фарина Палавковска, за кој тим од втора македонска лига навивате? Да, за Вардар. Јас сум за Вардар, за друг не знам. Запад Вардар, исток Косово. Ете го точниот одговор. Јове, имаш Согова, фаворит? може од Согова, добар клуб ми од Согова. Не знам ниеден тим, стварно не знам. Добро, ете Вардар го знаеш. Што е валјда доволно. Каде има? Доктор Дре, односно Еко. Прашање од тајна обожавателка, дали може да го гледам хамба додека вежба бицепс на утро? Да, можеш да ме гледаш, само ќе мора да дојдеш поплане, пошто веќе сменив термини, не вежбам да се бавим. Фер. Не е проблем. Иван Ајнштајн, зошто сите прашања се за хамба, а нема прашања за, рецимо, Јове? Зошто нема прашање за тебе? Ете едно. Се знае кој прашува тука, јас прашувам, немаш у мене да прашувам. Нема што да го мислам. Може каму вистина. Не е висо живо е тоа, руски губа кажам. Каже. Страшно. И уште едно прашање е, која е просечна воздушна брзина на натоварена ластовица? Зависи што е товарена. Афричка или европска? Да, Седи се. Ги знаат порија, ги знаат порија. Релативно. Така Дечки, фала ви многу што испраќате прашања и се надеваме дека ќе продолжите да го правите тоа. Мислам, прашувајте било што и да ви интересира околу оваа екипа, секад сме подготвени да ви одговориме. Може би не по ваш кейф секогаш, ама тоа е тоа. Си имаме мислење. Fuck cares. Да, ама Доста по кој се ве прашува? до први, да.
Твојот омилен давач на илјадарче до први. Фиксно. Дечки, фала ви уште еднаш за прашањата, фала ви што ви интересираме, фала ви што не гледате. Сега ќе оставиме малку на Јове и на неговата гостинка. Тале го исправивме. Јове, сцената е твоја. Благодариме. Тоа е тоа. Се гледаме. Добро вечер, добре дојавте во уште една епизода на Јове прашува фудбал. Вечерва со мене е Никица, добре дојде. Никица е представник од компанијата Superior Dispatch Service и мене лично кога се пробав да се запознавам со компанијата, ми се допадна слоганот кој што гласи One Company, Endless Opportunities. Да. Кажи ми што содржи се овој слоган. Па тоа е заштитното лого на нашата компанија, значи една компанија без крайни можности. Со тоа што еве на пример можам да кажам дека 2021 ја започнавме со 45 вработени, ја завршуваме со 85. Меѓу кои што во текот на годината имаме 22 кои што напреднаа, значи од една позиција отидоа нагоре. Така да кој да дојде да работи во оваа компанија со големи амбиции, може многу лесно да напредува. Тоа е супер. Да. Јас имам многу големи амбиции, но сепак тука сме за фудбал дојдени да правиме муавет. Што зборувате? Што се бави Superior со спорт? Superior Dispatch е многу голем поддржувач на спортот. Да, со тоа што имаме спонзорство, односно спонзорираме мали деца во борење овде во Штип. Во преговори сме за некои други спонзорства кои што сега не би да ги откријам додека не се исполнат. И исто така компанијата ни нуди 2 пати во неделата после работното време имаме сала каде што одиме и спортуваме. Значи имаме можности за било како каков сте со она годиште, се млади повеќето од вработените, ги користат термините, играат Да, фудбал, термините се користат редовно, меѓутоа мислам немаме ограничување во години, да речеме дека најстариот ни е некои си 42-3 години, меѓутоа немаме ограничувања, сите доаѓаат. Најстариот ви е 42, значи вие сте многу млада компанија, да кажам, браво. Да, меѓутоа при вработување немаме ограничување Секако. во годините. Исто така компанијата ни овозможува и некои попусти, да речеме, во теретана кои што исто така можеме да ги користиме пред или после работното време. За не станете вакви, работете се во Dispatch Service Superior и нема да бидете вакви. Ти не си случајно тука со мене. Имаш некоја ми спомна спортска жичка нешто. Што е тоа приказната? Да, татко ми е бивши професионален фудбалер, значи има играно 16 години овде во Македонија за Брегалница, Пелистер во Битола и Вардар во Скопје. Јас сум цел живот со фудбал, значи дома кај мене уште од мала секогаш е само фудбал. После со текот на годините е спортска, меѓутоа не се разбирам многу во фудбал. Кога ќе погодат овие дечки од кај тебе тикет, кажи ми. Па не знам. Дечки од скратен корлер кога ќе погодат тога. Да. Машки, женски, какво ви е рациото овакво во компанија? Повеќето се машки, Повеќето се машки, да. Повеќето се машки. 25 девојчиња и 60 Значи како машки. во спортот. Твое вака мислење, дали женските тенисерки треба да земаат исто плата како машките тенисерки? Да, дефинитивно, да. Зашто кога играат помалку сетови? Па добро, тоа Па не е тоа добро. не би навлегувала. Да ми сметаш дека Општо луѓето кај мислам вас во дека- компанија женските треба да работат 4 сати да земаат иста плата, а машките треба да работат 8 сати и да земаат иста плата како нив. Па општо мислам дека на светско ниво жените се секогаш помалку платени во било што. Да, за тоа секако го поддржувам, меѓутоа ако гледаме од аспект на маркетинг, пак кој гледа женски фудбал? А да, управо си за тоа. 8000 го се јави. Толку сакав да те закачнам со ваква тема, осем ако немаш друго нешто да додадеш на како одговор на некои мои прашања. Ти благодарам што гостуваше. Ти благодарам и на тебе. Superior ви благодарам за прекрасна локација да снимаме. Никица, фала ти што беше Фала и гостуван на на тебе, емисија. Јове. Секој добро. Чао. Си направивте муабет, бе?
Да. Се нашаливме во Ми се допаѓа. Хехенца, имаше хехенца. Пушти нека хехенце, тоа ми се допаѓа. Момци, при крај сме со оваа епизода. Тука мислам дека е моментот кога треба да им кажеме на нашите гледачи што можат да очекуваат од нас ова 2022 која што доаѓа. Ајде, какви ни се плановите за наредната година? Па сигурно ќе ја доснимаме цела сезона до крај, може да очекуваат консистентност од наша страна, исто темпо како и сега, може само да има промена во содржината, некои нови сегменти, тоа ќе оставиме простор за понатака, меѓутоа да не очекуваат до лето сигурно Изненадува. Да. Важно е дека секој петок 19 часот на YouTube излегува епизода. Со секој петок викам. Може би малку ќе се разграниме, може би нема да го направиме тоа, ама веруваме дека ќе останете тука со нас што и да правиме. А не е валја за џабе дека го купува фустанот. Прва епизода од 2022. Јове во фустан. Јове прашува мола. Не, добар. Убаво ти стоеше. Имате ли новогодишна резолуција? Не мора да е за вас, може да е за вашиот фудбалски клуб, може Да влезам во фустанот. А ако мотивационо земам 2 броја помално. Добро, мислам дека тука може да сечеме тоа. Сите чекаме. Ако Јове влезе во фустанот, мојата новогодишна резолуција е да го видам. Се надеваме дека спонзорите нема да не откачат ако цел Јове прашува фудбал сегмент е во фустан. Ама ќе видиме. Може поголем интерес. Лошпал слушаш? Ќе тестирам. Оде Милко Попов дали слушаш? Ќе си го викнам Милко ја. Со шалварите ќе ти. Одлична идеја. Вашите новогодишни резолуции? Да не ти купуваат пак новогодишен джемпер, а? Да не ме извисите пак за нареден пат, и сам се купив и имам барем 500 денари ја шала. Вердер да влезе во прва лига. Тоа е мојата резолуција. Тажно, ама Добро, да. Ова на Јове е поизводливо, искрено. Хамба треба да влезат негде сега. И он сака да влезе негде. Мојата новогодишна желба е да ни се остварат барем 50% тоновите кои што ги имаме за скратен корнер. И бидејќи имаме стварно нови идеи, голема визија за тоа до каде можеме да стигнеме и што сакаме да направиме. И е нешто што во кое што и ние би уживале, би уживала и публиката дефинитивно. И да, барем 50% тоа што ни се замисли да ни се реализираат во наредната година, ќе бидеме сите среќни и задоволни. И Барса да освои против топ 4. Против Мар. Да се врати без бодови. Барем без бодови. А мојата новогодишна резолуција, фала што ме прашавте, е... Така е. Мораш да... Тој четвртиот ќе си ја каже неговата. Не, сакам да отидеме глобално. Скратен корнер да отиде глобално. Пред некој ден проверував YouTube аналитика дека имаме тројца гледачи од Австралија, значи на добар пат сме. Одиме на другите континенти. А вие кои што гледате во моментов и кога и да ја гледате оваа епизода, оставете ги вашите добри коментари, па и вашите лоши коментари тука долу под епизодата, лајкајте, сабскрајбајте на нашиот YouTube канал и останете со нас пошто нудиме, содржина што на нас не е интересна, а вие може да ја видите како нешто ново во онлайн сферата. Нешто да им порачате на гледачите, на следачите. Срекна нова, дечки, убаво да си поминете, се гледаме од 2022. Срекна нова, срекни празници. Така. What he said. Среќни празници, останете со нас и во 2022. Тоа е. Кад правиме тука? Рата. Да, добро. Идеме јака. Или не стила.